Татко наш небесен, повторно доаѓаме кај Тебе, да Ти се заблагодариме што ме водиш во првиот дел од ова богослужение. И едноставно, оне кој треба да проповеда и стих за дар, и песните, и молитвите, да може Ти да ги водиш, Господе, и да отидеме, Господи, со нови свежи мисли и со обновена личност во нас, со нови размислувања, нови ставови, нови одлуки, да можеме едноставно да Ти служиме на Тебе, за Твоја слава. Ово Те молиме, Те благодариме во Христово име. Амин. Амин. Стиховите со кои ќе не поведе сестра Надица. Дел на нашето богослужение е да му го вратиме на Бога десетокот и даровите. Тоа е радосен израз на славење на љубовта и благодарноста. Значи, во еден начин како да изразиме својата љубов према Бога. Бог ни дал дарови за да можеме и ние да дадеме и со тоа на светот да му го откриеме Божиот карактер. Според еврејските закони, давањето на дарови и приноси било основен и битен дел на службата. Израелците биле поучувани десетокот од целокупниот приход да ја посветат на службата на Бога. Освен тоа, требало да донесат и жртви за грех, доброволни жртви, тоа се не слага на нив. На овој начин се подржувало проповедање на Евангелието. Бог не очекува од нас помалку од што очекува од својот народ. Библијата и духот на пророштво јасно го одредуваат телесните и духовните благослови што произлегуваат од верната повереничка служба. Секогаш кога Божиот народ во било кое време со радост и доброволно го спроведувал неговиот план за систематско давање на дарови и приноси, се чувствувало исполнување на ветувањето дека трудот ќе му биде благословен. Еве како начин како да не благослови Бог. И на крајот од Малахија 3:10 дека вратете се кај мене и јас ќе се вратам кај вас, вели Господ на војските. Прашувате како да се вратиме? Донесете го сиот десеток во мојата благајна, за да има храна во мојот дом. Тогаш испитајте ме и видете, вели Господ на војските, дали ќе ги отворам небесните брани и дали ќе излеам брзав одолни благослови. Затоа, браќи и сестри, да Бог не повикува на овој начин да го искушуваме, само на овој начин, преку нашата верност, го давање на десетоците. Ево, едно е доволно. Благодариме, Господи, што можеме да Ти вратиме дел од благословите со кои што не благословуваш, за да може да напредува Твоето дело. Ти благодариме од сестрица, Господе, свести се за ситуацијата во која што живееме, дека не треба да бараме многу, Господе, задоволни сме со малку, треба да бидеме понизни и покорни, Господе, во вршење на нашите служби и очекувајќи го од нашата блиска едина, влажената надеж да видиме остварена пред наши очи. За секогаш сме Ти благодарни во Христово име. Амин. Продолжиме да го славиме Бога со песна број 26.
очекувам со стресање со нас да сподели темата што има за денес. Боже благослов уште наши од мене, браќи и сестри. Сакам денеска да разговараме и да размислуваме за еден збор кој што, да кажеме, ако не би постоел, не би постоеле ни ние. Некој ќе рече љубовта, до некоја мера да, но не мислам од таа перспектива. Мислам на еден збор кој што се вика милост. И најдов, или причината што ме натера да размислам на оваа тема и да ја склопам оваа проповед, оваа тема, беше една реченица на една слика која што вели вака: ако милоста беше океан, сите тонеме. И беше ставена една рака која што као искача од вода, подигната нагоре. Ние сме обколени со милост, со Божјата милост, бидејќи доколку не би постојала таа милост, буквално не би постоеле ние. Има еден цитат кој што го најдов, вели вака: милоста е љубов во која не станува збор за нас, или со други зборови не се работи само за нас, туку е поврзана со оној од кој ја потекнува. Се мисли на Бог. Тој е моќен, божествен и витален дел од нашето постоење и е единствената причина поради која имаме можноста да ги отвориме нашите очи секој утре. Вели, Божјата милост е повеќе од втора шанса. Таа е трета, четврта, пета, тоа е љубов која неизмерно дава без оглед на нашето минато. Дали вие се чувствувате вака кога станува збор за овој збор? Сакам денес да одвојам малку време и да се фокусираме на оваа милост, на овој збор и да видиме што сака и Библијата ни каже со тоа и да видиме неколку примери од Библијата каде што ни е покажана оваа милост од страна на Бога. Новиот Завет поготово ни покажува толку многу примери за Божјата милост, колку преку смртта, животот и воскресението на Исуса Христа. Исто така и дава и практични примери и илустрации за благодата или милоста во животот на раните христијани и на апостолите преку Светиот Дух. И првиот пример со кој што сакам да започнеме се наоѓа во Јован, во Евангелието според Јован, во 8 глава, од 1 до 11 стих. Станува збор за примерот кој што ни го дава Исус за простувањето на жената која што е фатена во прељуб. Значи Јован 8 глава од 1 до 11 стих. Или вака. Исус отиде во Маслиновата гора, а рано наутро пак дојде во храмот. И сиот народ доаѓаше при него. Тој седна и ги поучаваше. Тогаш книжниците и фарисеите доведоа една жена, фатена во прељуба. Откако ја поставија на средина, му рекоа: Учителе, женава е фатена во самото дело на прељуба. А Мојсей ни нареди во законот да ги убиваме со камења таквите, а ти што велиш? Тоа го рекоа за да го искушаат, за да имаат за што да го обвинат. А Исус се наведна и пишуваше со прстот во земјата. Но бидејќи и натаму го прашуваа, се исправи и рече: Кој од вас безгрешен, нека прв фрли камен врз него. И пак се наведна и пишуваше по земјата. А тие кога го чуја тоа, бидејќи совеста ги убеди, излегуваа еден по еден, почнувајќи од најстарите до последните.
Исус остана сам со жената која стоеше на среде. Исус се исправи и рече: Жено, каде се? Ниеден ли не те осуди? Таа одговори: Ниеден, Господи. Исус рече: Ни јас не те осудувам. Оди си и од сега не греши веќе. Во Евангелието според Јован, Исус ја илустрира таа божествена благодат и милост со тоа што е простува на оваа жена која што е фатена во прелюба. Фарисеите, обидувајќи се да го фатат него во некоја грешка, во некоја стапица, ја представиле жената пред него, повикувајќи се на каменување. Но со неговата мудрост и благодат Исус што им одговара: Секој од вас кој што е без грев, нека биде првиот што ќе фрли камен врз оваа жена. И оваа длабока изјава ја нагласува суштината на милост. Таа е незаслужена, простувачка и искупителна. Барам во примерот на оваа жена. Нормално знаеме дека оваа историја тој повеќе пати сме го читале, повеќе пати сме го дискутирале. Ако е фатена во самото дело на прелюба, само со себе не може да направи прелюба. Каде се и мажите? Така, каде бил оној другиот кој што бил вклучен во тоа? Бог и на него би му простил. Исус и на него би му простил. И на него би му дал милост. Значи, милоста е незаслужена, простувачка и искупителна. Има една изрека или мисла од Брене Браун, кај што вели вака: Милоста значи дека сите твои грешки сега имаат цел наместо да служат за срамот. Целта е да бидат избришани од Исусовата крв. А не само да ни служат за срамота и ние да се срамотиме. Туку со нашето прифаќање на Христа да бидеме искупени и да ни биде простена. Милоста ни вели дека на Бог нема е потребен неиспрљан канвас или платно за да создаде ремек дел. Тој не бара да нашиот живот биде бел, како беше во Исаја, мислам дека беше: Ако вашите гревови бидат како црвено сукно, јас ќе ги направам да бидат бели како снег. И токму е тоа она што ни го возможува Божјата милост. Дали може само некој да најде во 2 Петрова, 3 глава, 18 стих? Сакам да го прочитаме тој стих. 2 Петрова, 3 глава, 18 стих. Ево го најдов јас. Туку растете во благодата и во познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нему слава и сега и во денот на вечноста. Следниот пример, за кој што сакам да продискутирам или да го спомнеме, каде што е толку многу јасно се покажува Христовата милост и благодат која што ни ја дава, е токму параболата за блудниот син. Нема да ја читам цела, има едно 20 на стихови, ако не и повеќе. Во Лука 15 глава, од 11 до 32 стих. Лука 15. Знаеме што се случува. Знаеме дека овој човек има 2 сина. Знаеме дека помладиот син се расолал со своето наследство, кое што предвремено го побарал. И токму оваа парабола за блудниот син е потресен пример за Божјата благодат и милост. И овој развратник, да го наречеме, овој син, кога се враќа дома, единственото нешто што очекува да го најде е милоста на неговиот тат.
која што не ја заслужил, која што простува и која што искупува. Меѓутоа и неговиот татко, представувајќи го Бога, трча кон него, го прегрнува и го обновува, од него прави нов човек, покажувајќи ја благочината и широчината на божествената благодат, на неговата милост и на неговото простување. Оние кои што имаат деца, може да кажат какво е тоа чувство кога вашето дете, ако направило некоја глупост, ќе почне да трча на кај вас и ќе ви кажува извини, и од вас не очекува кој знае што. Очекува вака само да го прегрнете, да го гушнете. Така. Уште еден пример, кој што ќе го прочитам, за толку јасната божествена милост е враќањето или обновувањето на животот на Петар по предавството. Во Јован 21 глава се извинувам, Јован 21 глава, од 15 до 17 стих го читаме следното. Од 15 до 17. Откако завршија со појадокот, Исус му рече на Симона Петра: Симоне Јонин, љубиш ли ме повеќе од кого? Тој му рече: Да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Му рече: Паси ги моите јагни. Му рече пак повтор пат: Симоне Јонин, љубиш ли ме? Му рече: Да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Му рече: Води ги моите овци на пасење. Му рече по трет пат: Симоне Јонин, не сакаш. Петар се нажали дека по трет пат го праша: не сакаш ли? И му рече: Господи, ти знаеш се. Ти знаеш дека те сакам. Исус му рече: Паси ги моите овци. Откако 3 пати се одрекол од Исуса, Петар ја доживува моќта на благодата за обновувањето на еден грешник. Исус, по неговото воскресение, не го осудува Петар, туку со љубов го обновува 3 пати прашувајќи го дали го сака. Поеднаш за секоја од оние отрекувања. Петар додека се греал таму покрај окнот. Со секоја потврда на Петра, Исус му наложува на Петар да ги храни и да се грижи за неговите овци, кои што ја символизираат довербата, обновувањето и благодата која што Бог ни ја дава на нам. И ние исто така треба да бидеме отворени да ја примеме Божјата милост. Често пати знаеме да кажеме: јас сум грешник, има луѓе кои што ги имам слушнато кои што кажале дека се грешници и дека нив Бог не може да им опрости и дека не може да ги сака, што е толку многу погрешно. Дали сте имале вие барем лично некој такво искуство да некој човек ви каже: не може мене Бог да ми опрости тоа што јас го имам направено во мој живот? Јас сум била сведок, сум слушнала. И тоа е наистина многу тажно. Да некој човек мисли дека Бог кој што го сака толку, кој што го дал дури својот син, па што друго би направил за него. Нема грев што Бог не може да го опрости. Има, само некој што не покаја. Ако сакаме Бог нам да ни опрости, ако навистина го сакаме Бога, ќе ни опрости. Тој не сака да иде против нашата слободна воља. Уште еден пример во Библијата, или последниот пример кој што ќе го спомнам, е обраќањето на Савре. Ајде, тоа ќе го прочитаме во 9 глава од Апостолски дела. Дела 9 глава од 1 до 19 стих. Еве да видиме што Бог може се да опрости, каква милост ни пружи.
Вели. А Савле, кој се уште дишеше со закана и убиство против Господовите ученици, отиде при првосвештеникот и измоли од него писмо до синагогите во Дамаск, ако најде некој таму, некои следбеници на овој пат, така порано ги викале христијаните, тоа бил пат или начин на живот, мажи и жени, да ги доведе врзани во Јерусалим. Кога на својот пат му се приближи на Дамаск, одеднадеж го осветли светлина од небото и падна на земјата и чу глас кој му рече: Савле, Савле, зошто ме гониш? А тој рече: Кој си ти, Господине? А тој рече: Јас сум Исус, кого ти го гониш. Тешко е за тебе да се риташ против Бога. Тресејќи се од страв и ужас, тој праша: Господи, што сакаш да направам? А Господ му рече: Стани и влези во градот и ќе ти се каже што треба да правиш. А мажите кои го придружуваа стоеа занемени, зашто го чуја гласот, а не видоа никого. И Савле стана од земјата, иако очите му беа отворени, не гледаше ништо. Тогаш го зедоа за рака и го воведоа во Дамаск и беше слеп 3 дни. Повторно гледаме бројката 3 тука. И не јадеше, ниту пиеше. А во Дамаск беше еден ученик по име Анани и Господ му рече во привидение: Анани, а тој рече: Еве ме, Господи. А Господ му рече: Стани и оди во улицата, што се вика Права, и во јудината куќа побарај го тарсанецот наречен Савле, зашто ете тој се моли. И виде во видение човек по име Анани, како влекува при него и ги полага рацете на него за да прогледа. Анани одговори: Господи, чув од мнозина за тој човек колку зло им направил на Твоите свети во Јерусалим. И тука има власт од свештеничките главатери да ги врзе сите оние кои го повикуваат Твоето име. А Господ му рече: Оди. Зошто? Зашто тој човек е мој избран сад, за да го изнесе моето име пред народите и пред царевите и пред Израелевите синови. Јас ќе му покажам колку треба да пострада во моето име. И Анани отиде и влезе во куќата и ги положи рацете на него и рече: Брате Савле, Господ Исус, кој ти се јави на патот по кој доаѓаше, ме испрати за да прогледаш и да се исполниш со Светиот Дух. И веднаш падна од неговите очи како лушпи и тој прогледа. Стана и беше крстен и прими храна и закрета. Ја знаеме историјата на Савле, на Павле, знаеме што се случувало со него, претходно спомнавме и колку книги напишал и колку им зборувал на христијаните. И Савле, еден жесток прогонител на христијаните, наидува на Исус на патот на Дамаск и после ова трансформативно искуство кое што го доживува, кое што е втемелено во благодата, во милоста која што Бог им ја покажува на ваквите луѓе, води до преобраќањето на Савле. Тој станува Павле, нова личност. Еден од највлијателните апостоли и поборници на милост. Неговите писма, или тоест посланија во Новиот Завет, толку многу често зборуваат за Божјата милост, за Божјата благодат, ја истражуваат и објаснуваат теологијата на оваа примена на благодата во секојдневниот живот. Еве, ајде ќе прочитам јас во 2 Коринтијаните, во 12 глава, 9 стих, кој што вели вака: И тој ми рече: Доста ти е мојата благодат, зашто мојата сила се покажува совршена во слабост. Тогаш кога сме ние најслаби, кога ни е најтешко, кога се наоѓаме најдолу, кога сме најпаднати, тогаш Бог ја покажува неговата милост. Тогаш што ја покажува благодата кон нас. И разбирање и примената на благодата во контекст во Новиот Завет поготово ги вклучува неколку работи. Прво е признавање на благодата, препознавање
на благодата како дар кој што ни го дава Бог, не врз основа на нашите дела и на она што ние го правиме, или не знам, градење на цркви или давање на пари или што и да е, туку врз основа на верата која што ние имаме. Нешто со што раните христијани и во средниот век доста луѓе си имале проблем со ова да го разберат, дури и денес. Втора работа е да живееме благодатно. Вели, огледувајте се на примерите на благодата што е покажувал и Исус и апостолите, безособно давајќи им простување, милост и љубов на другите. Ние сме повикани за тоа, не сме повикани за да судиме на другите. Исто така треба и да растеме во благодата, да растеме во милоста, да се надоградуваме. Постојаното продоблачување и разбирањето и примината на благодата во нашиот секојдневен живот треба да ни овозможи не да се трансформираме самите, да се промениме самите, туку да ги промениме и луѓето кои што се наоѓаат околу нас, кои што мислат дека не ја заслужуваат таа благодат. И тоа ќе буде да имаме подобри постапки, подобри односи со луѓето, подобри одлуки во нашиот секојдневен живот. И преку овие новозаветни примери кои што ги спомнав, преку овие принципи, верниците може да соберат, ние можеме да собереме доста практични и трансформативни начини и разбирање на примената на благодата и на милоста во нашиот живот. Така што ќе одразиме Божјата љубов која што тој ни ја дава и милоста со оние кои што се наоѓаат околу нас. Најдов еден, да речеме, цитат, два текста од сестра Елена Вајт во Review and Herald, кои што ни зборуваат токму за милост и за благодата која што ни ја дава Бог. Но прво сакам да прочитам во Тит 2 глава 11 стих, еден стих кој што вели вака. На здраве. Зашто благодата Божја која носи спасение им се јави на сите луѓе. Не само на евреите, не само на адвентистите, не само на Сања, туку сите ја добиле, само треба да ја прифатат. Елена Вајт вели вака. Со непочитување на Божите заповеди, човекот паднал под осуда на неговиот закон. И овој пат повикал да Божјата милост се појави во име на грешниците. И оваа реченица сега е следнава толку тешка, има толкава голема тежина, вели вака. Ако не падневме, никогаш не требаше да го научиме значењето на овој збор благодат или милост. Ако не падневме, никогаш не требаше да го научиме значењето на овој збор благодат. Бог ги сака безгрешните ангели, кои што му служат и кои што му се послушни на неговите заповеди. Но тој не им дава благодат. Овие небесни суштества не знаат ништо за благодата, зашто никогаш не им требала, зашто никогаш не сгрешиле. Благодата е атрибут на Бог, што им се покажува на незаслужните човечки суштества. Тоа е оно што го спомнав и претходно. Милоста не ја заслужуваме, таа не искупува и не простува. Не можеме ние да направиме некое дело за Бог да покаже милост према нас. Треба да веруваме во Бога дека ќе не даде таа милост на кого се. Вели Бог се радува што ја дава оваа милост на секој кој што гладува за неја. Милосрдие не затоа што сме ние достојни, туку затоа што сме крајно недостојни. И потоа продолжува. Инаку ова мисля нека беше од 2 јануари 1000 и некоја година беше. Немам запишано, ама ако баш некој го интересира, ќе го најдам. Вели, но Бог не ја користи својата благодат за да го оневозможи неговиот закон или за да го завземе местото на неговиот закон. Не значи ние сме спасени по благодат и законот воопшто не стапува на сила, не е битен. Не. Божјата благодат и законот на неговото царство се во совршена хармонија одат рака од рака. Неговата благодат ни овозможува да се приближиме кон него со вера.
Со тоа што го примаме и оставаме да работи во нашите животи, ние сведочиме за валидноста на законот. Ние го воздигнуваме законот и го правиме чесен со извршување на неговите животни начела преку силата на Христовата благодат. И вели вака: и со тоа што правиме чиста, сесредна послушност на Божиот закон, сведочиме пред небесниот универзум и пред отпадничкиот свет, кој го поништува Божиот закон за мојта на откупувањето. Гледаме дека не е страшно да се погреши законот, но доколку веруваме во Бога дека тој ќе не откупи и дека ќе ни опрости, им покажуваме на оние кои што мислат дека Бог е тиранин, дека се во тотално погрешни. Дека тотално обратно ја сватиле она суштината и целта на не само на нашето постоење, туку и на карактерот на Бога, така како што е. Прочитам во Римјаните, не 8 глава, 5 глава, Римјаните 5 глава, 8 стих. И видите што вели. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, додека уште бевме грешници. И сега гледаме дека за да се оди на небо, за да се биде вечно со Бога, не е предуслов да бидеме оној чист, празен и испрљан канвас. Туку таков испрљан канвас, такво платно кое што има дамки, кое што е испокинато, да му дозволиме на Бога да направи ремек дел од нас. Ама мора да се предадеме во рацете на уметникот, во рацете на оној кој што нас создаде, за да не одиме. Имајќи доверба во Христос како наш личен спасител, можеме да бидеме повеќе од победници преку оној кој што не вози утро. Тоа е последниот стих кој што ќе го прочитам, исто се наоѓа во Римјаните, во 8 глава, 37 стих. Вели, но во се ова победуваме надмоќно преку оној кој не возува. И за крај ќе ги прочитам овие други два стиха кои што се целата цел на постоењето на милоста и дека не може ништо да ја нашкоди или да не одвива таа милост. Вели вака. Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание, значи ниту ѓаволот, ќе може да не оддели од Божјата љубов, која е во Христа Исуса, нашиот Господ. Ништо. Пишува тука нешто што може да не одвои. Ништо. Единствена препрека за сето ова сме ние самите. Ако од наша страна се наоѓа блокот, не можеме да примеме таа Божја љубов. Затоа уште еднаш ќе повторам онаа мисла која што ме натера да го спремам ова кратко размислување. 20 минути спорам. Ако милоста беше океан, сите ќе потоневме во неја. Затоа што толку не обколила да не сме ни свесни дека живееме во неја. Ама ние сакаме да избегаме од неја, сакаме да летаме, не сакаме да пливаме во неја. Ако милоста беше океан, сите ние тонеме. Амин. И благодариме на сестра Сања за оваа проповед што ме подсети за Божјата милост и дека таа милост не доведува до покаяние, за тоа како библиските личности Божјата милост ги негува, така може и нас. Сега ви замолувам повторно сите да станете и да го завршиме ова богослужение со песна број 230.
Драги Боже, исто како што и вели оваа песна, дај да навистина веруваме во Тебе во секој момент, во секој час, дека Ти се ни ја дал оваа милост и дека треба само да Те дозволиме да ја искористиш од нас. Веќе Ти не сакаш да одеш против нашата слободна воља. Сакаш самите да одлучиме дали навистина сакаме да поминеме вечноста со Тебе или само ова привремено самите со себе си. Те благодариме за сите, благодариме за сите поуки кои што ни ги даваш, што не поучуваш, што ни даваш до знаење, Боже, што, зошто и како. Те молиме Ти охрабрине, дај ни сила секојдневно да чекориме по вистинскиот пат и да ги надминеме сите препреки кои што ни доаѓаат. Те благодариме за се и Те молиме Ти да не будеш и чуваш. Те благодариме и молиме во Исусово име.